Убави гости имаме пред крајот на денешното издание на Македонија наутро, настан кој што верувам ќе им се допадне на сите оние кои што го сакаат планинарењето, имено планинарскиот клуб Љуботан. По 42 пат го организира традиционалното искачување на Титоврв, кое само по себе стана планинарски бренд во Македонија. На оваа тема разговарам со Розе Сурловска-Ристевска. Добро утро, Розе, и Димитрија Ристевски од планинарскиот клуб Љуботан. Добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ден. Ситно броиме, викендов е резервиран за турата, па ајде да ги кажеме на самиот почеток деталите како е организирано се програмски. Ќе почнеш? Ќе почнеш. Ти благодарам. Организацијата е во полнек. Ние сме подготвени и ги очекуваме сите кои што сакаат планината, кои што сакаат да се дружиме со една убава енергија, да го одбележиме оваа година, оваа 42 издание и да создадеме преубави спомени. Во 2 дена е организирано се, кога почнува се, каква ќе биде точно програмата по распоред, да им кажеме и на гледачите? Јасно. Вака, значи, пријавувањето генерално беше до вчера, до 21. Меѓутоа, во секој случај, сите што се заинтересирани, нека видат контактите во настанот кој што се врти на Facebook и на Instagram, чисто да ги контактираат водичите, дали има уште места. Програмата почнува уште од сабота. Во сабота традиционално се собираат клубовите кои што ќе искачуваат, кои што ќе бидат присутни ново искачување. Има програма за деца, има програма, мислам, онака буквално во текот на целиот ден. Често има акции за чистење на ѓубрето во околината, значи што и да има. Во 19 часот е официјалното отварање на настанот, потоа има состанок со сите водачи кои што се и во планинарскиот клуб Љуботан, меѓутоа координаторите на другите планинарски друштва, за да се координираат правилата и нели се што треба да се почитува во текот на искачувањето. Потоа има забава вечерта и утре дента од 6:30 официјално од Попова шапка по Ваковска патека се тргнува кон Титоврв. Забавата претпоставам ќе заврши во 21 за да се одморат сите. Искрено не верувам. Како тргате на искачување, некако проблематично го споминавте сегментот со забава за децата и сега ми дојде да кажам не е мал залак Титоврв, но ако има деца тоа значи дека се оди по патеки кои што може да се лесни за деца или децата ги оставаме доле? Во однос на детските активности, ние би организирале мали настани за да ги анимираме. Би имало мала патека тука околу Попова шапка, ако времето ни дозволи, каде што и тие ќе може да уживаат во природата и ние да им го споделиме нашата љубов што осеќаме природата од мали нозе, да ги научиме како треба да се движат во природа, како да ја чуваат природата и едноставно да ја засакаат природата. Но доколку временските услови не ни дозволат, сепак ќе има во хотелот на Попова шапка активности каде што тие ќе можат да си бојат, да си цртаат, сегменти од планината да си прикажат, кои што можеме да ги закачиме, да ги изложиме, така да и тие да уживаат и ние да уживаме. Затоа го прашав и моментот. Децата до Титоврв претпоставувам нема да одат, или? Да, генерално патекава се смета, спаѓа во средно тешка патека. Тоа е, мислам, во однос на висината која што се скачува, должината на патеката и времетрењето. Генерално е за поискусни луѓе. И препорака и до сите, нели, мислам, убаво е да имаат искачено нешто претходно, пошто Титоврв сепак има 20-21 километар, во еден правец може да биде 4-4,5 часа движење, така да тура предвидена за 10 часа од прилика. За искачено нешто, предпоставувам, не се смета водно и назад, или? И водно се смета, водно е, да, значи да има континуитет. Што е потребно од психофизичка подготовка за искачување на Титоврв? Па вака, значи, ајде, прво стварно, мислам, на секој настан, без оглед дали е Титоврв или некој друг, треба да се почитуваат правилата на клубот, оние што се во однос на што да се носи, на што да се внимава сето тоа и водичите, нели, не, сега може лошо звучи, меѓутоа нема демократија доколку водичот каже дека настанот прекинува во 10 саат, пример заради временски услови, сите во 10 саат кај да се враќаат назад. Едноставно физички човек, да, треба да има некакво искуство на планина претходно, а психа ќе му биде убава на планина, така да битно е да знае да ја почитува планината, според мене, значи да ја почитува планината, да ги почитува правилата и ако тоа е, мислам, следи, после тоа нема да има никаков проблем, ќе биде се уживање и спомени само. Каква упрема е потребно да се носи со себе?
Управно како што напомена Димче за средно тешка тура, временските услови се непредвидливи. Мислам на секоја активност така и сега. Апелираме согласно објавата на настанот ќе биде наведено точно што треба да се носи и да се почитува. А да се почитуваат како што напомена Димче водачите, имаме неорганизирано пунктови, базни станици, комуницираме константно, ја следиме прогнозата, ја следиме ситуацијата на групата, така да апелираме од опрема како и од ситуацијата на теренот, да не слушаат и да не почитуваат, ние сме тука да си поменат. Имаме некаква најава за променливо време. Ке помати ли сметка нешто најавата на УКМР? Ние се надевам ќе тргнеме. Мислам ќе се тргне групата. Значи, организаторот има право да ги следи условите во секое време и да ја прекине турата доколку времето не дозволи, доколку планината не ни дозволува во тој момент да се искачиме или да отидеме барем до одредена точка. И да, мислам уште е рано, така да се надевам дека ќе се разветри и ќе биде малце поубаво, за да можат повеќето и да се искачат и да се вратат. Во однос на храната и течностите, треба, предпоставам, да се има нешто со себе. Ние секогаш и по традиција знаеме да кажеме каде и да одиш, има нешто во джеб за... Да, минимум литар и пол вода со себе. Добра. Храна за тура која што ќе трае долго, за тура која што ќе трае 20 на километри минимум, така да си имаат подготвено за себе јаткасти плодови, шекерчиња да си имаат. Мислам, тука сме, сите си комуницираме, ќе си помагаме, ако некој нешто нема заборави, меѓутоа да си бидат спремни дека навистина следува една средно тешка тура со многу уживање, меѓутоа да бидат подготвени. Во неколку сегменти споменавте дека правилата на турата ги ја одредуваат водичите. И тоа е сегмент кој што не смееме да го заборавиме, бидејќи многу често знаеме да кажеме па на домашен терен сме, ништо не може да ни се случи, ние добро ја знаеме средината во која што се движиме, но водичите се тие кои што навистина се главната алка во целата приказна и знаат што се може да се случи на терен. Почитувањето на правилата е неопходно на вакви тури. Значи, љубовта спрема планината ја делиме сите. Мислам, и во планинарските клубови и секаде си ја сакаме и нашата држава која што е богата со планини, меѓутоа со планината нема играње и мораме да бидеме подготвени. Водичите кои што се во клубот и на оваа тура се грижат за безбедноста на сите. Тие имаат искуство позади себе, знаат како да се однесуваат во одредени ситуации, знаат како да спречат да дојдат одредени ситуации. Така да апелираме сите да си поминеме убаво, да се дружиме, меѓутоа и да ја почитуваме организацијата. Диме, вие сте водир со искуства. Се почитуваат ли правилата во природа? Со какви ситуации сте се сретнале низ години? Вака, се за настанов прво во изминативе години имаше 600-700 луѓе, 800 луѓе на СМФ настан, предходно пред 10 години имало 1200 луѓе, значи тоа е веќе навистина голема бројка. Учествуваат клубови преку 60-70 клубови од целиот Балкан, со кои што мислам и од Македонија од тука. Во однос на правилата сега секогаш има исклучоци, меѓутоа што е улогата на еден водич? Прво, да им овозможи безбедно движење на сите учесници, да ги спречи работите, да каже кога треба, кога не треба нешто да се прекине, нема его, тука едноставно си се враќаме. И другото е да обезбеди задоволство, тоа е секако се подразбира кога идеме со оваа екипа, е неисклучиво. Има ситуации кога најчесто кога луѓе конкретно за традиционални искачувања имаат на ум да го искачат без оглед дали водичот ќе каже да или не, прекинува тура до тука, тие наумиле дека ќе го искачат врвота, планината е таму, мислам, може и утре и заутре и се, битно е безбедно и задоволни да се вратиме. Така да, генерално се почитуваат правилата, меѓутоа пак апел до сите, голема тура е, многу луѓе се на планина, планината одредува дали ќе се качим или не, тоа е тоа, ние ќе се искомуницираме со сите во текот на турата. 500-600 учесници споминавте во еден сегмент од разговорот, тоа значи дека има се поголем број на граѓани кои што ја сакаат природата, го сакаат овој стил на живење, веројатно од ковидот некако почна целата приказна интензитет да добива. Баш убаво го кажавте и за голема радост наша и на сите, навистина се повеќе луѓе засакуваат природата, бенефитите што ни ги дава природата, уживањето, релаксацијата, да избегаме малку од гужвата и од градот, така да ние двајцата сме планинари, се запознавме на планина реално. Да. Сега сме сте во брак? Сега сме во брак, меѓутоа
пейзажите што ни ги дава природата, поготово сега овој период во мај можеме да очекуваме пулење со качунки на шара, а таа е препознатлива по тоа, така да ги покануваме сите кои што сакаат да уживаат, придружете ни се, нема да и да ги наполнат батериите на мобилните телефони, бидејќи се прават неверојатни фотографии. Дефинитивно. Некаде за крај морам да прашам, Роза, вие сте член на планинарскиот клуб, Диме, вие сте водич. Ве почитуваат ли членовите, ги слушаат ли вашите правила членовите на планинарскиот клуб Љуботан? Да, мислам генерално си имаме ние. Вклучително и Роза. Обавезно, Роза највеќе случаи искрено. Значи секогаш е принципиелна за тоа, никогаш не рекла онака. Дома ќе си кажете. Да, дома има простор на планина, не. Да. У секој случај ги почитуваат, си имаме ние редовни состаноци, договараме се што ќе се случува, се координираме меѓу себе. Имаме една прекрасна атмосфера во клубот, онака во тимот, кај што буквално сите сме ко браќа, ко сестри. Тука е најубавото, мислам, така да. Напоменам, поради таа причина и таа кохезија, наредната година клубот слави 100 години од постоење. 100 години постоење. Имаме тогаш поводи за следни средби во периодот кој што следува. Посакувам убав помин, посакувам убаво време, па со фотографии и видеоматеријали да ги имаме ова на повторно. Може да ви благодариме за гостувањето. А што ништо сакаше Диме да додаде? Да, а што ви сакаше да додадеш? Мало внимание за вас две, значи. Ова требаше да го носиме ако одиме на Титов. А поради тоа што не одиме, ништо ќе си го носиме така. Дефинитивно, така да мало внимание од мајчките кои што се дизајнираат. Година да се пријавиме. Да, инспирација. Благодарам. Да, инспирација. Фала ви на вас. Да, дефинитивно инспирација. Нема ништо поубаво. Јас живеам на планина и велам нема ништо поубаво и особено ми е драго Кики тоа што го кажа, короната ги промени работите и тоа го забележувам и секојдневно колку е полно и колку луѓе пишачат и планинарат. Дај ни убава прогноза за недела. Тоа тргнав да кажам, вака сега. Ајде. Во недела добро ќе ви биде времето. Па дај Боже. Да, но до недела. Прво денеска, драги наши, подгответе се повторно на Пладне се најавува и она што последно стигна од управата за хидрометеоролошки работи е веројатноста 90%, значи процентите се веќе зголемени, е дека вистина по Пладне ќе имаме невреме, нешто по-силно по нешто се најавува за разлика од вчера попладне и вечерта. Значи, особено во велат, северните и источните делови се очекува да биде нестабилно, да има пороен дожд, грмежи и се очекува краткотрајно невреме. Температурата денеска останува висока до 29 степен. Нешто со помал интензитет, повторно во попладнивните часови и за утре се очекува ваква дестабилизација. Од петок веќе имаме стабилно време, високи температури до 28 степен, стабилизација. За сабота се очекува нешто во попладнивните часови да има пороен дожд, грмежи, но нема најава дека локално ќе биде во форма на невреме. Би сакала да ја провериме уште еднаш картата на главниот град со оглед на тоа дека некако не ни стивнува сообраќајниот метеж, особено долж Водњанска. Она што сакам да го погледнеме, доколку можеме колеги во детали. Централното градско подрачје некако ни се подрастерети со сообраќајниот метеж кој што ни беше малку поинтензивен во 7:30, во 8:30 часот, но Водњанска вие и од двете страни во сообраќаен метеж, тука се крстосниците кај соборниот храм. Исто така може да забележите дека и улицата Никола Карев, која што ни се наоѓа во општина Аеродром, повторно станува тие клучни сообраќајници да бидат и во текот на денот без разлика на времето со сообраќаен метеж, така што организирате се доколку ве гази времето и треба да стигнете негде на време. А ние сме на време исто така. И Диме пешачот не има проблем. Па добро, да, вие пешачите, да. Останатите организирајте го времето. Благодарам за гостувањето и ве чекаме се разбира по завршувањето на турата, а ние закружуваме. Да, и ние сме точно на време. Благодариме за гостувањето. Леле, благодариме, готово, толку е. Ми треба кафе. Официјално. Благодариме на вниманието. Ви закажувам средба и утре во 6 часот и 45 минути се разбира да се разбудите заедно со нас и да ги следите информациите кои што ние ги пренесуваме до вас, за да можете полесно да го организирате денот, а и полека да ја испратиме и оваа работна недела до утре, од петок ние на работен ден.
за оние кои што имаат привилегија да не работат секако. Ние се гледаме повторно утре во редовниот термин. Нашата екипа веќе го подготвува утрешното издание на Македонија наутро. Довидување.